почитувани колеги представници од владите на земјите од Западен Балкан, почитувани представници на меѓународните организации, експерти, почитувани учесници и почитувани гости на оваа значајна конференција. Ми представува големо задоволство што сум денес дел од оваа значајна конференција која представува извонредна можност за дискусија и размена на искуства и ефективни практики кои ќе придонесат за трансформација на јавната администрација. Да бидам искрен, оно што очекував на почеток на една ваква администрација е прво некакво истражување кое што ќе покаже колку корисниците на услугите на јавната администрација се задоволни од тие услуги. Меѓутоа, веројатно во текот на конференцијата и такво нешто ќе има, бидејќи ако немате основа врз основа на која што го мерите перформансот на нешто, тогаш е многу тешко да зборувате за зголемување на ефикасност, за развој и за унапредување на било која работа. Реформата на јавната администрација представува еден од клучните приоритети и е важен предуслов во процесот на европската интеграција на Република Северна Македонија. Таа е опфатена во првиот кластер, основи, кој е пак од суштинско значење за динамиката на целиот преговарачки процес. Токму денес започнува билатералниот скрининг помеѓу Северна Македонија и Европската Унија, и тоа на денот на демократијата. После 17 години чекање во чекалната на Европската Унија, конечно започнаа преговорите за Северна Македонија со Европската Унија. Јас вчера имав состанок со Коела комитетот со 27-те представници на земјите членки, на кои што практично започнавме со деталниот скрининг во кој што ќе можеме да ги идентификуваме точно точките кои што ќе треба да се унапредат во процесот на преговори со Европската Унија. Суштинско значење на преговорите значи унапредување на сите сервиси кои што се даваат на граѓаните, бидејќи сега ќе увидиме сите она што го повторуваа политичарите во изминатите 3 децении, дека реформите ги правиме заради себе, а не заради друг, колку ќе биде значајно сите реформи да се направат од аспект на унапредување на услугите кои што ги даваме на граѓаните. А тие граѓани се тие кои што ја плаќаат јавната администрација. Кога ќе кажеме даночен обврзник, тоа значи некој кој што платил услуга од јавната администрација. Кога ќе кажеме ефикасност, обично услугите се делат, се евалуираат врз основа на задоволството на корисниците. А тоа се тие кои што ги плаќаат услугите. А задоволството се мери кои се очекувањата на граѓаните, на тие кои што ги плаќаат услугите, споредено со она што го добиваат. Доколку услугата која што ја добиле е помала од очекувањата, тогаш тие се незадоволни. Ако услугата е поголема од и задоволството од тоа што го очекувале, тогаш и задоволството е поголемо. И не постои друг начин тоа да се измери. Северна Македонија постави добри основи и остварува напредок во овој сегмент, што е нотирано и во извештајот на Европската комисија, извештајот спроведениот мониторинг од страна на Сигма, како и заклучоците на специјалната група за реформи на јавната администрација во 2021 година. Овие документи покрај тоа што даваат реална слика и објективна слика на постигнатиот напредок, детектираат и области кои бараат дополнителни реформи со цел усогласување со стандардите на Европската Унија. Со динамично темпо се справуваме со предизвиците што се пред нас, не само во насока на официјално започнување на преговорите за пристапување кон Европската Унија, туку и во континуираната заложба за обезбедување модерна и ефикасна јавна администрација, базирана на дигитализација, која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и компаниите. Клучниот збор во денешниот свет е дигитализацијата. Дали сме направиле доволно на полето на дигитализацијата, после цела една деценија, а може би и 2 децении од воведувањето на првите ERP системи во светот, не сум убеден. И затоа сметам дека напорот треба да биде во што поголемата дигитализација на јавната администрација. Поголемата дигитализација истовремено значи зголемување на ефикасноста, намалување на бројот на вработени,
Меѓутоа истовремено менување на квалитативната структура на вработените. Ќе требаат вработени кои што се повеќе обучени, ќе треба вработени кои што имаат поголеми дигитални вештини, кои што познаваат повеќе јазици. На тој начин администрацијата ќе стане поатрактивно место за вработување на попроминентни млади кадри кои што завршуваат на универзитетите. Истовремено намалувањето на човечкиот фактор, изголемувањето на дигитализацијата, односно намалувањето на бројот на точки на директен контакт помеѓу луѓе ја намалува и корупцијата. Дигитализацијата влијае на зголемување на ефикасноста, на намалување на трошоците, на зголемување на приходите и на намалување на корупцијата. И тоа се целите кои што треба да се остварат со зголемување на, односно со реформи на јавната администрација. Дигитализацијата сама по себе не е исклучиво техничко-технолошки процес, туку е и општествен процес. И препознавајќи ја значајноста на истата, како влада ја продолжуваме силната политичка посветеност на процесот на дигитализација. Кога велам дека е општествен процес, велам од лично искуство. Јас сум учествувал во 3 сериозни процеси на дигитализација и на менеджмент промени во големи системи, каде што прво дигитализацијата значи промена. Промената секогаш предизвикува немир кај вработените, било каква промена. Меѓутоа, после првичното неприфаќање, секогаш доаѓа период на прифаќање и на посветеност на сите што побрзо таа да се заврши. Меѓутоа, за тоа треба силно лидерство и за тоа треба многу напорна работа и затоа го потикнувам министерот за информатичко општество, кој што по вокација е информатичар, и сите негови колеги од таа област, тој процес што повеќе да го забрзаат. Иако поради пандемијата бевме соочени со големи предизвици, врзани со спроведувањето на стратегијата за реформа на јавната администрација, сепак процесот на реформата не запре. Нашите напори сите овие години и покрај околностите доведоа до подобрување на ефикасноста, транспарентноста и лесната достапност на јавната администрација. Оваа заболжба беше препознаена од граѓанскиот сектор, кој ја рангираа владата како институција на прво место според активната транспарентност. И оценката беше 100%. Тоа значи дека сите информации кои што можело и требало да бидат достапни на јавноста, биле доставени до јавноста на целосен увид во секое време. Тоа мене лично ми дава мотив да останеме посветени на реформскиот процес, но и на унапредување на сегментите кои што ќе овозможат поефикасна администрација, која ќе одговори на потребите на граѓаните. Во оваа насока Министерството за администрација и информатичко општество подготвува нов 8-годишен стратешки документ за реформа на јавната администрација, а Советот за реформа на јавната администрација продолжува да работи со континуирана политичка посветеност за остварување на заложбата за ефикасна, продуктивна и професионална јавна администрација. Создавањето на таква администрација е наша обврска и ние активно работиме на унапредување на условите за непречена комуникација со граѓаните. Нашите политики ги креираме на инклузивен начин преку почитување на ставовите на граѓаните и во соработка со граѓанските организации и клучните секторски реформи. Од тие причини со моето учество на оваа конференција сакам да ја потенцирам важноста на реформата на јавната администрација, но и посветеноста на владата на овој процес, кој што е од голема важност за нашата земја. Во таа смисла особено е значајно да се вклучат сите оние кои се занимаваат со остварување на цели од јавен интерес, сите оние кои имаат компетенции, знаење и ентузијазам и кои се клучни за унапредување на демократските вредности на нашата земја, за унапредување на реформските процеси и унапредување и забрзување на процесот на пристапување во Европската Унија. Ја користам денешната прилика исто така и да ги охрабрам сите засегнати страни, активно да ги користат сите институционални и консултативни механизми за соработка, донаторската заедница и другите заинтересирани страни, со цел да работиме на унапредување на клучните секторски реформи и унапредување на потенцијалот на нашето општество. Денес не можам да не спомнам пред што е исправена Северна Македонија, регионот, меѓутоа и цела Европа,
а тоа е најголемата енергетска и економска криза која што ја имаме после Втората светска војна. Гледаме дека сите граѓани се подготвуваат за оваа тешка зима, се подготвуваат компаниите. Јас секој ден имам состаноци со претседателите на стопанските комори, со членовите на нивните управни одбори, со колегите од регионот, со цел да можеме заеднички да се справиме со она што не очекува за 2 до 3 недели од денес. Меѓутоа морам да потенцирам дека и јавната администрација и воопшто јавниот сектор во државата има голема исто така одговорност и улога во тоа. Денес клучниот збор е штедење и обезбедување на електрична енергија. Сите вработени, сите раководители во јавната администрација мора да бидат одговорни и како во своја фирма или како во свое семејство да се однесуваат и во јавниот простор во кој што работат, кој што е платен од даночните обврзници. Бидејќи на крајот на денот тие даночни обврзници ќе ги плаќаат субвенциите за електрична енергија кои што владата ги дава на граѓаните и на енергетските компании. Меѓутоа и тие даночни обврзници ќе треба исто така преку плаќањето на даноците, преку плаќањето на придонесите, утре да ги враќаат кредитите преку државата кои што сега сите држави ги земаат за да можат да се справат со енергетската криза. На крајот би сакал да се заблагодарам на нашите партнери и поддржувачи во процесот на реформа на јавната администрација и тоа пред се на Сигма, РЕСПА, Европската Унија, представувана преку Европската делегација во Северна Македонија, останатите меѓународни заедници, организации како и граѓанското општество. Тие се наша сериозна поддршка во процесот на унапредување на состојбите во администрацијата, помагајќи преку конкретни проекти, компаративни искуства и успешни примери од други земји во делот на реформите, дигитализацијата на услугите, но и во делот на доброто владење. Продолжуваме активно и посветено да работиме на реформските процеси во соработка со сите засегнати страни, со цел што поефикасна администрација, сервис за граѓаните, но и остварување на стратешките цели на државата со полноправно членство во Европската Унија. Ви благодарам.